Дали ќе има кривична одговорност против некој за 14 загубени животи во Тетовската модуларна болница, обвинителите се уште не знаат. Од Тетовското обвинителство за телевизија 24 велат мора детално да го прочишлаат извештајот од германските експерти, бидејќи од еден збор може да произлезат нови правци. Станува збор за извештај од околу 7 страни, а во моментов го анализираат 5 обвинители. Оттаму велат дека секојдневно работат на овој случај, но кога ќе има епилог не може да предвидат. Од јавното обвинителство пак за телевизија 24 вела дека мора да завршат сите анализи за да се донесе одлука дали некој кривично ќе одговара. Во овој момент не може да се каже дали ќе има обвинение против некој, ќе се знае откако ќе се анализираат сите докази и извештаи. Очекуваме тоа да биде во брзо време, односно во наредните 3 недели. Модуларната болница пак во руина, изгорена до темел само со остатоци од некогашниот простор каде се лекуваа пациенти од коронавирусот. Непријатна слика која потсетува на големата трагедија на 8 септември, велат тетовци. Од Тетовското обвинителство вела дека тој простор повеќе не им е потребен за прибирање докази, па директорот на болницата треба да одлучи што ќе прави со него. Директорот пак Амир Елези за телевизија 24 вели дека се уште не знаат кога ќе го отстранат изгорениот објект, бидејќи треба да се одлучи со управниот одбор на болницата. Епилог за пожарот на 8 септември по повеќе од 4 месеци нема. Прегран проложен кабел се најде како причина за избувнувањето на пожарот, но како истиот се прошири за неколку минути, ја пеплоса болницата и во него живи изгореа 14 лица, одговор треба да даде истрагата.